Сите заинтересирани правни и физички лица може да изнајмат продажен штанд на градскиот плоштад во рамките на манифестацијата 8 мартовски саем. Организатори на саемот, кој ќе трае од 5 до 10 март годинава, се регионалната занаетчиска комора и општина Куманово. Јавниот повик е согласно програма на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење и лер. Штандовите ќе бидат доделени без паричен надомест со цел поддршка на локалната економија, посочуваат организаторите. Целта на настанот е поддршка на локалната економија, поддршка на жената и поддршка на сите тие ракотворци кои немаат можност да отварат своји дејности за да можат да направат некои си бизниси и да се видливи за да ги потикнеме да отварат нови бизниси во нашата општина. Јавен повик кај што трае уште, еве денеска имаме дополнително донесени барања и по интернет и во нашата регионална занаетчиска комора, така да ќе се формира комисија, ќе одлучи кои ќе бидат како ќе бидат доделени штандови, кој ги исполнува условите и врз база на тоа ќе се доделат штандовите. Ние како регионална комора нема да престанеме со активности, веднаш потоа имаме субвенција на старите занаети, пак имаме саем за малосопарство и верувам дека во склоп на годината ќе имаме уште други промоции на занаетчеството во нашиот регион, особено во Куманово. Ние како комора и во национално ниво и регионално ниво и сите регионални, односно општински комори бараме цветениците да работат во недела, не само цветениците и фризерите и козметичарите, затоа што се поврзани со евениментите и свадбите едноставно, но за жал цветениците се и со мора да потенцирам ова морбидно и со смртните случаи, каде што треба венце да се купува за да се оди во погреб и затоа е потребно и нужно да се промени овој закон, но за жал ни од претходната гарнитура на власт, ние како новинари вие сте веќе известени за тоа, ни од оваа гарнитура уште немаме никаква информација во врска со измените за законот за работа во недела. Верувам дека ќе имат слух и ќе ги пуштат да работат овие дејности, бидејќи се потребни за општеството да работат во недела. Јавното обвинителство и понатаму продолжува да презема мерки и активности, да издава наредби и да прибавува докази за испитување на сите околности поврзани со предметот. Исто така, во текот на наредните денови е планирана уште една ексхумација за уште една жртва, за која се сомневаме дека е жртва од кривично дело, рече денеска јавниот обвинител на пресконференција во Скопје. Случајот се отвори по убиството на 78 годишната жена од селото Челопек, општина Старо Нагоричане, што обвинителството нареди ексхумација и на 35 годишна жена за која обдукцијата покажа дека починала од насилна смрт. Во меѓувреме осомничениот за убиството е во Кумановскиот затвор и се чека негово психијатриско вештачење. Во организација на ИПА регион Куманово викендов се одржа 4-тиот меѓународен меморијален шаховски турнир Мартин Петковски. Најдобар на турнирот во шах е ИПА регион Струмица, второто место му припадна на Скопје, третото на ИПА регион Куманово и на четврто место ИПА регион Лесковац. ИПА регион Куманово е дел од меѓународната полициска асоциација ИПА Македонија, во чие име на присутните им се обрати подпредседателот Кирил Бошковски. ИПА национална секција на Македонија, ИПА регион Куманово, традиционално по четврти пат организира меѓународен турнир во шах по повод честа и поменот на нашиот прерано заминат колега Мартин Петковски и член на управен одбор на ИПА регион Куманово. Значи, оваа година, како 4 години назад, присуство на овој наш турнир земат региони, братски региони од Македонија, значи ИПА Прилеп, ИПА Скопје, националната секција на ИПА Македонија, ИПА Струмица и ИПА Битола. Значи, турнирот носи назив и меѓународен, со тоа што од Република Србија имаме наши два братски региони, ИПА Лесковац и ИПА Косовско Поморавле. Овој турнир не би бил како што е организиран
на со таков квалитет, додека со нас не се и нашите пријатели, да кажеме подржувачи и партнери. Преварот е организиран како полуфинале, надпревар и финале, значи ќе учествуваат 4 екипи, и па Куманово како домаќин, и па Струмица, и па Скопје, и па Лесковац. Значи две утакмици полуфинални, победниците од тие две утакмици, значи играат во финале. Нека победи најдобриот и да го проведеме овој меморијален турнир кој што ќе остане како традиција за понатаму. Обезбедени се преку нашиве донатори и па пријатели, како што ви кажав пред малку, значи прикладни подароци, пекари и други подароци за екипите, оние кои ќе освојат прво, второ, трето место, како и за сите присутни. ИПА регион Куманово, значи постои од 2012 година званично е формиран со, да кажеме, едва е соберени 10 члена, сега можеме да се пофалиме дека скоро над 900 члена во ИПА регион Куманово. Во состав на ИПА регион Куманово фигурира и Комисијата за млади, спорт и култура, во кој што имаме млади членови, кои што ги мотивираме секојдневно и се вклучени во нашите активности, а и тие некои нивни активности преземаат на нивна иницијатива. Со овој настан ние продолжуваме традицијата, вредностите и духот што Мартин Петковски ги остави за себе. Честност, посветеност, другарство и љубов кон оваа игра. 4 години поред покажуваме дека споменот не избледува, туку расте. Благодарност до организаторите на ИПА Куманово, до сите учесници, подржувачи и пријатели, кои со своето присуство и ангажман го прават овој турнир достоинствен и значаен. Од дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи ги издвојуваме настаните. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера попладне во полицијата било пријавено дека на паркинг простор во селото Младо на Горичане настанал пожар во патничко моторно возило Citroen, сопственост на Министерството за внатрешни работи. Според пријавеното, пожарот настанал веднаш откако полициските службеници го паркирале возилото. Пожарот бил изгаснат од полициските службеници, а повредени лица нема. Увид извршила екипа од СВР Куманово. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека ноќеска половина час по полноќ полициски службеници лишиле од слобода 55 годишен кумановец. Според пријавеното, во куќа каде што извршувал занаетчиски работи, пријавениот најпрвен физички нападнал малолетник, пошто нападнал и 25 годишна девојка, информираат од секторот за внатрешни работи. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Сдруженијето на пензионери Куманово деновиве одржа редовно годишно собрание на кое освен завршната сметка и останати прашања што ги засегаат членовите беше избран и подпредседател. Оваа функција во иднина ќе ја извршува Миле Спасовски, соопшти председателот на Сдруженијето Ристо Бошков. Инаку целосниот разговор со Бошков можете да го проследите веднаш по вестите во 18 часот. Избран за подпредседател избран господинот Миле Спасовски. Позната личност, порано работеше во синдикат. Пријатен човек. Ево, денеска баш, 2 сата до сега имаме разговор. Некои работи сум му познати, ќе покушам сите работи, ќе покушам сите работи да му ги другарски објаснам. У секој момент сум тука да ускочиме заедно, до крај на оваа година, заедно на секој задат ќе идеме да сожвака до крај, да ја знае, после тоа ќе го пуштам да работи потпуна паре. Немам јас зошто да го пуштам, тој е човек кој е изврсна личност, контекабилна личност, со кого можеш да разговараш, го кажем, високо образован кадар, и верувам дека сите одлуки кои заедно ќе донесеме као руководство ќе бидат многу од корист за сите наши пензионери. Посебно е карактеристично да се даде акцент, пошто 67% од средствата ги враќаме назад на пензионерите, а тоа су преку еднократна помоќ, тоа су за болести кои идат и по доаѓањето и за терминот само го изменивме, не е рекреација, него бањско лекување. Значи во финансискиот план понатаму ќе фигурира као бањско лекување, 10% дават бањата, 10% ние, со тоа им помагаме. Ние сме ретко здружение, или единствено, неќу да кажам, не знам кај многу знам, а не многу
у суштини оно што треба, која негде у ова година ќе допрема до цифрата од 5 милиона и нешто, кои ги враќамо назад, преку тие банјски лекувања, еднократна помоќ од било кој највише имамо, одма да ви кажам, највише пензионерите, одно со годините, со питање катаратка, костко зболни и зглобови, и мишици и така натаму. Што е една појава општа. И тоа не е на сите јасно. Меѓутоа, и сега имавме став, и ќе го протежирам тај став у Сдруженијето на пензионери на Македонија, да се прошири листата на лекови. Јер има лекови кои су недоступни на мојата генерација. На луѓето кои немаат доволно примања. Мора да схватиме сите. Не да ги сожалевам. Никога не треба да ве сожалуват. Ако ве сожалуват, значи ве подценуват. Него да се бориме за нивните права и да им помогнемо. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски вчера заедно со премиерот Христијан Мицковски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Куце Трајановски ја пуштија во употреба реконструираната обиколница на Крива Паланка. Со изградбата на експресниот пат од Страцин до Крива Паланка, со реконструкција на обиколницата во Крива Паланка и проширување и модернизирање на граничниот премин Деве Бајр, целосно го развиваме источното крило на Коридор 8, истакна Николовски. Ваквите проекти се додадена вредност во животот на граѓаните, додадена вредност за македонската економија. Многу е важно дека во периодот кој што следува овде во Крива Паланка и во овој дел од Македонија ќе поминат неколку стотици милиони евра инвестиции. Инвестиции кои што ќе ја поврзат Македонија со Коридорот 8 со соседите, а Крива Паланка е влезна точка на делот од Коридорот 8 во Македонија. Ова не е само обиколница на Крива Паланка, ова е поврзување со Република Бугарија и е витален дел од Коридорот 8, во кој што многу вложуваме со цел развој на истиот. Минатиот јануари беше пуштен експресниот пат кој што води од овде од Крива Паланка до Страцин и ова е природно надоврзување на тој експресен пат, а во моментов интензивно се работи на реновирање, осовременување и проширување на граничниот премин Деве Бајр. Министерот за економија Бесар Дурмиши денеска соопшти дека минималната плата во Македонија се зголемува за 1667 денари во нето износ, почнувајќи од 1 април годинава. Со ова усогласување најниската плата што работниците ќе ја добиваат на своите сметки изнесува 26.046 денари. Според официјалните податоци, бруто износот на минималната плата за годинава ќе изнесува 38.507 денари, што е пораст од 2.470 денари во споредба со минатата година.